Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со уште едно отворено студио на телеканал А1. Веќе добро позната фреквенција за вас и добро искористени минути од вашето време, кои ќе се стекнете со дополнително познавање. А во ова издание ќе ги разработиме темите од земјоделието. Македонија има развиено земјоделско производство, но колку производите се квалитетни, колку почвата е здрава за да даде здрав род, дали семенскиот материјал кој се увезува дава квалитетен род и на македонската почва. Ова се само дел од темите за кои одговор ќе добиеме од магистер Васко Арсов, фотосанитарен инспекторат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Господине Арсов, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден и на вас, благодарам за поканата. Се надеваме дека земјоделието е веќе интересна тема и за овој регион и се надеваме дека повеќе прашања или проблеми ќе ги отстраниме со моите гостови. Така да започнеме. Господине Арсов, кои се ингеренциите на фитосанитарниот инспекторат, односно управата која е во рамките на Министерството? Значи, фитосанитарниот инспекторат се состои во дело од Министерство за земјоделие, но како посебен правен субјект. Меѓутоа, конкретно фитосанитарниот инспекторат се бави со сите оние растителни плодови кои излегуваат од Република Македонија и кои влегуваат во Република Македонија. Дали здравствената состојба на тие посадочни материјали, семенски материјали, конзумни овошје, зеленчуци кои влегуваат или излегуваат од Република Македонија, а знаеме дека овој е ваков регион земјоделски, значи дали ги исполнуваат здравствените стандарди здравствените стандарди кои ги препишува Европската комисија, за да можат да се извезат во одредени земји. Ние сме тука како еден цел тим од 70 луѓе кои се различно поставени и во внатрешноста на Република Македонија и на сите гранични премини, каде се контролира квалитетот на храната која влегува во Република Македонија од растително потекло и семенските материјали, препаратите кои се внесуваат во Република Македонија. Дали ги исполнуваат условите кои ги предвидува Европската комисија за заштита и дали тие можат да влезат и дали смеат да се внесат во Република Македонија, доколку не смеат се уништуваат или се враќаат во земјата која е извозник или увозник. Точно, дали купувачите, односно земјоделците, можат да бидат задоволни од квалитетот на семенскиот материјал и од препаратите за заштита? Значи, со сигурност можам да тврдам дека во последните 5 години, значи владата на Република Македонија одвојува огромни средства, што не беше тоа претходно така, да се прават анализи на сите препарати и семенски материјали кои се внесуваат во Република Македонија. Знаеме дека Република Македонија само за мал дел од житните култури производува свој собствен семенски материјал и имаме малку регистрирани производители на посадочен материјал, односно на разни овошки. Меѓутоа, најголем дел, 90% од посадочниот материјал и од семенскиот материјал и препаратите се увезуваат од Европа или од земјите кои не обкружуваат. Меѓутоа, со мострите и со акредитирањето на 2 лаборатории, мора да кажам дека во последните 3 години се акредитираат 2 лаборатории, што значи акредитацијата, дека ги исполнуваат сите европски регулативи и стандарди по кои треба да се работи една лабораторија за да добие акредитација и сите тие резултати кои ќе произлезат од таа лабораторија се валидни и тие не може никој да ги оспори. Што значи тоа? На самиот влез на работа, дали се работи тоа за семенски материјал, дали се работи за посадочен материјал, дали се работи за препарати кои се употребуваат во понатамошна употреба за земјоделието, се взимаат мостри. Сите тие мостри, додека не испаднат анализите, да соодветно на тоа што е декларирано, што го декларира самиот увозник дека тоа е тоа, значи до тој момент тие не можат да влезат во Република Македонија. Доколку ги исполнуваат условите, тие влегуваат на пазарот и се пласираат на мало. Доколку се констатира, имаме и такви случаи за заразен посадочен материјал, семенскиот материјал не е соодветно деклариран, доколку активната компонента која ги содржат препаратите кои се употребуваат во земјоделието не е соодветна на тоа што е декларирано, значи тие завршуваат или на уништување на депонијата ако се веќе влезени на територијата на Република Македонија или се враќат назад целата пратка од земјата од каде е донесен. Значи мора сигурност да кажем дека тоа се контролира многу во Република Македонија и секоја година се зголемува буџетот на фитосанитарните лаборатории од страна на владата на Република Македонија се со цел што такви повеќе мостри да се взимаат и од различни места, не само од граничните премини при влез во Република Македонија, туку и од места каде
пуштаат во промет. Знаеме дека ние кога ќе влезе една роба во Република Македонија, дел од увозниците, ние не знаеме натаму како, дали ја разредуваат таа активна компонента, дали ја препакуваат, значи има и такви луѓе, и ја пуштаат во промет на мало. Меѓутоа, ние затоа сме сега консолидирани, бидејќи имаме повеќе средства за испитување на мостри или активни компоненти, и од внатрешноста имаме своји внатрешни инспектори, значи во сите поголеми центри, како што е Струмица, Валандово, Гевгелија, кои зимаат од објектите за продажба на мало претежно земјоделските аптеки или оние поголеми производители, знаеме тука дека има толку многу, зимаат активни компоненти, препарати од лице место, носат во акредитираните лаборатории и контролираме дали и внатрешноста на пазарот ги задоволува сите услови кои се предвидени соодветно декларирани од производ. И мора да кажем дека во Република Македонија во последните 5 години, значи не постои ризик да кажем од активни компоненти, не добар посадочен материјал, меѓутоа има несоодветно едуцирани земјоделци кои апликацијата на одреден препарат не ја преминуваат временски или во одредената доза која е припишена. Меѓутоа, сепак постои можност во овие погранични места каде што се блиско, дали во овој случај Гевгелија, Валандово, имаат на своја рака шверцуваат посадочен материјал или активни компоненти препарати, да кажеме највеќе од материјална некоја корист заради поевтини активни компоненти и употребуваат несоодветни препарати или несоодветни семења, или ако забележат такво нешто на теренот, ние имаме слободна телефонска линија во Државниот инспекторат за земјоделие каде што можат да пратат таква дојава и сето тоа ние да го спречим, бидејќи знаеме сето посадочен материјал кој влегува од страна, дали е тоа од Грција или од Србија, со себе носи своји реперкусии, негативни работи и болести кои после порано е да ги спречиме, него ли да ги внесеме во Република Македонија, после тешко се тие спречуваат и создаваат многу големи економски штети и го враќаат производството назад 2 до 3 години. Таков пример имавме во Гевгелија со недобар посадочен материјал, не само што го врати земјоделецот 3 години, сите околни површини околу него ги зарази со тоа бактериско заболување, едноставно на тие површини веќе не може да се одгледува следните 3 години винова лоза. И тоа е сериозен проблем. Токму така, тоа всушност ми беше следното прашање, да видиме како тој фитосанитарен инспекторат работи на терен, па ете вие ни објаснивте, ни рековте исто така дека има и некои неправилности од страна на земјоделците, дали тоа е намерно или ненамерно, но што доколку се открие дека семенскиот материјал или препарат не одговара на деларираното? Значи, доколку имаме и такви ситуации, нормално, сите, ние не можеме 100% да покриеме, Република Македонија е поширока, меѓутоа има повеќе мали производители кои на своја рака од различни добавувачи ги зимаат, не пазаруваат од аптеките директно од увозниците. Меѓутоа се случува семе кое, да кажеме, со поминат рок и некои од увозниците се дрзнуваат да го предекларираат на своја рака, дека употребната вредност на тоа семе е до 2017, да кажеме, а тоа е до 2016. Меѓутоа има такви земјоделци кои зимаат и тој семенски материјал претежно во Струмичкиот регион, сега да кажеме за домати или за пипирки, е доста скап. Да. И не смеат со луѓето да се играат така, доколку некој од производителите забележи дека на секој декларирано, сега конкретно за семенски материјал, пишува дека ратливоста е толку и толку, 99%, што значи дека од сите посејани семки сите треба да излезат. Меѓутоа, доколку се случи неизлигување или некаков вид на заболување во самиот семенски материјал, што може и тоа да се случи, веднаш може да пријават во подрачната единица при Министерството за земјоделие, дали е тоа во Струмица, Гевгелија или Валандово. Нашите колеги веднаш ќе излезат на лице место, ќе земат примерок и од семето, да чуваат дел или од расодот или од препаратот од кој го аплицирале, го ношат во Државната фитосанитарна лабораторија или при Универзитетот Гоце Делчев, кој мислам дека има катедра тука и експозитура во Струмица, каде што ќе се испити и ќе се утврди дали е тоа така. Доколку тоа не е така, спрема декларираниот производ на семенскиот материјал и препаратите, ние му даваме записник или решение со кој земјоделецот веќе може да го тужи пред судот дека тој не му дал таков квалитетен семенски материјал како што го декларирал и со нашиот записник и решение тој ќе си ги добие средствата, односно увозникот е обврзан да економски да го оштети правното лице кој го користело тој семенски материјал или препарат. Така, како може да ја оцениме моменталната состојба, колку имаме квалитетни семенски материјали кои даваат квалитетен род? Значи, моменталната состојба во Република Македонија знаеме дека има многу големи вложување во земјоделието и многу големи луѓе и фирми се занимаваат со овој вносен бизнис и затоа веќе
можам да кажам со сигурност дека 99% на сетиот семенски материјал и активните компоненти кои се внесуваат во Република Македонија се чисти, значи нема никакви примеси, значи соодветно на декларираното, значи земјоделците можат да бидат спокојни од тој дел, меѓутоа се појавува сега во поново време некоја промена со временските услови во Република Македонија, па се случуваат, да кажеме, од -20, па +20, па се претежно во Струмичкиот или Георгиевскиот район, па порано прецветување на звездата, на зелката, и се случува ке земјоделците да реагират, семето не е добро, вака или онака, меѓутоа можам со сигурност да кажам сето оно што ние го правиме на терен и на граничните премини, значи имаме максимална контрола претежно на семенскиот материјал и активните компоненти за препарати кои се внесуваат. Значи можам со сигурност да кажам дека во Република Македонија во тој дел е во понагорна линија дури од Република Хрватска. Така, и покрај богатото производство на земјоделски и градинарски производи, сепак дел од нив доаѓаат од увоз. Можеме ли да бидеме сигурни во квалитетот од увезената храна? Безбедни ли се граѓаните во споредба со производите кои се увезуваат? Значи, од таа страна можат граѓаните да бидат безбедни, затоа што на влез на секоја роба, претежно ние имаме влез на роба на рано-градинарски култури или јужно овошје кои го немаме во нашата држава, меѓутоа во периодот кога ние немаме тука на терен, тоа е претежно од Република Албанија и Турција, меѓутоа тој домот и тој крставици и тие крставици што се внесуваат од Република Албанија или Република Турција подлежат на многу ригорозни контроли и јавноста не е запознаена, бидејќи ние од многу пратки кои имаат поголемо присуство на пестициди од дозволеното за нашиот пазар, ние ги уништуваме, граѓаните за тоа ни не знаат, ниту се информирани. Меѓутоа, сето што ќе влезе во Република Македонија, можам да кажам дека со сигурност ги задоволува сите оние услови кои ги препишува Европската унија. Така, господин Арсов, јас ви благодарам на гостувањето во нашата емисија. Ете, направивме еден краток осврт за безбедноста на увезените производи, за семениот материјал кој се увезува во Македонија и ги запознавме струмичани, струмичкиот регион, како доста земјоделски регион кој се занимава со земјоделската култура. Благодарам и на вас. Доколку земјоделците се пронајдат во нешто или сакат да пријават било каква непрописна работа од она горе што го спомнавме, дали за семе, посадачи материјали или препарати, доколку имат било какви замерки, можат слободно да пријават на нашите бесплатни телефонски линии, да бидат анонимни, ние ќе излеземе на терен и се што е во нашите можности и надлежности, ние ќе преземеме се со цел да се доведе ситуацијата во нормал. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. И на вас, почитувани гледачи, ви благодарам што овие неколку минути ве запознавме со земјоделските култури, како семејниот материјал, така и увезените производи. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!